HR е бизнис функција исто колку и сите други функции. Македонски компании често се содруваат со некои едноставни, решливи камења на сопнувања, со малку знање и поддршка можат да направат повеќе. Студент само што завршил академија, првите неколку недели, неколку месеци на работа. Што е тоа што би ги советувал? Не се учи HR, ниту пак се применува ништо во компанија што е прочитано на блог или видено на Инстаграм. И сите зборуваат за луѓе, сите мислат дека знаат како треба со луѓе, сите мислат дека знаат HR и маркетинг. Денеска со мене имам Ивана Дојчиновска Стојановиќ, која е моја драга пријателка и соработник. Со неја се гледаме еднаш неделно и разговараме секој вторник и разговараме на теми поврзани со HR, бизнис, стратегија, организација. Ивана е HR консултант со долгогодишно искуство, децениско искуство во областа на HR, кариерна советничка, универзитетски предавач, исто така и член на управен одбор на Македонската асоцијација за човечки ресурси, коосновач на асоцијацијата за кариерни советници и предавач на нашата академија за HR. Може ли накратко да ми кажеш за твоето HR патување, да почнеме од она прва позиција HR како човек во HR во голема корпорација и денеска како самостоен консултант. Најпрво ти благодарам многу за поканата. Многу ми е драго што ќе имаме прилика денес да си поразговараме за нешто што и јас се надевам дека можеби за една поширока популација, за различни засегнати групи ќе има некаков бенефит. Јас мојата HR кариера ја почнав во време кога HR во денешната форма, како што го знаеме, не постоеше, односно имаше кадровски одделенија во компаниите и HR воопшто не беше опција за кариерен развој. Не постоеше соодветно образование, да не зборуваме ниту пак за формално, а камоли пак неформално. Така што јас мојата кариера ја почнав во лингвистика, во една сосем друга област. Озбилно се занимавав со лингвистика и академски, со теоретска лингвистика, меѓутоа како преведувач успеав да влезам во кругови каде што на меѓународната развојна соработка за германска влада, институции на германска влада, преку кои некако спонтано влегов во проекти кои се занимаваа со развој на работна сила, пазар на труд, реформи во образование и така натаму. Брзо напредував низ структурите на меѓународната развојна соработка до некаков регионален, меѓународен експерт, меѓутоа постојано работејќи на пазар на труд, да речам, теми, што особено многу ме наполни со со никакви сознанија за тоа како функционира пазарот на трудот и односот помеѓу образование и бизнис. И во еден момент од мојата кариера решив да излезам од регулативната страна и да влезам на страната на бизнисот, да видам во пракса навистина на терен тоа како изгледа. Така што моите почетоци, немам стандардна HR кариерна патека каква што би имале денес, почнувајќи, не знам, од генералист, специјалист и така натаму, туку почнав, да речам, од макро ниво, а се спуштив до микро ниво, до најситните процеси во HR. 15 на години вкупно се занимавам со HR во бизнис, сум била во производствени системи и од другата страна во услужни дејности во финансиски сектор, а веќе 3 години работам како консултант за најчесто и претежно локални компании, на што сум особено горда. Ти реши да напуштиш стабилна, безбедна работа во организација и да се впуштиш во водите на консултантството. Кој бил оној критичен момент кој тебе те мотивира да излезеш и да влезеш во овие води? Сега прв пат си го дефинирам ова, поттикнато од твоето прашање. Мислам дека критичниот момент беше зрелоста во кариерата. Знаеш, ние што се занимаваме со кариерен развој, знаеме дека кога луѓето влегуваат во зрела кариера, главната мотивација, главниот драйв за работа им е да пренесат знаење и да помогнат на други. И веројатно тоа беше мојата најсилна мотивација да го направам овој чекор. Поттикнато од уште едно друго општо случување, да речам, во нашето обкружување, каде што ми се потврди инаку во последниве 3 години, а тоа е дека македонските бизниси, македонски компании, кои јас особено сакам да ги поддржам и ми се таргет за работа, често се содруваат со некои едноставни, решливи
камења на сопнување, со малку знаење и поддршка можат да направат повеќе и тоа е мојата главна мисија, да ја поддржам локалната економија. При тоа исто така развивајќи HR професијата која е моја определба веќе со години и многу сакам да работам со млади HR. Како да бидеме свесни ние како лидери, како предприемачи дека имаме проблеми во HR? Ќе те вратам еден чекор назад во прашањето. Мислам дека клучниот одговор на доброто решение на HR-от е во чекорот пред да настанат проблеми, односно во свесноста за тоа колку е неопходно во организирана и структурирана форма да се занимаваме со работна средина во која има многу луѓе. Постои едно недоразбирање кое често го има сега и во медиумите дека HR-от е нова професија. HR-от е меѓу најстарите професии на светот. Од секогаш од кога луѓе почнале да работат заедно, постоеле некакви норми и правила на тоа како тие соработуваат. Во денешната форма како што го познаваме менеджмент на човечки ресурси, 120 години знаеме дека има историја. Така што не е нова професија, не е нова никај нас. Меѓутоа, за жал, се уште постои, особено во компании кои од стартап, да речеме, изникнуваат и почнуваат да градат структури, се уште не можеме да го вградиме под дефолт сознанието на луѓето кога се прават бизнис планови. Никој не пресметува трошоци за HR, некако тоа го оставаат за подоцна. Мислам дека главната причина за тоа е дека исто како и од маркетинг колеги ми се жалат за истово, велат дека е слична ситуацијата таму. Мислам дека главната причина за тоа е дека луѓето мислат дека секој може со луѓе. Бидејќи тоа ние вообичаено секојдневно ние комуницираме со луѓе, нели? Ако можам да продадам, сигурно можам и со вработениот да се разберам. Можеби тоа е една можна појдовна точка. И така менеджментот на човечки ресурси не им доаѓа на маса за поставување како процес или за инвестиција или што и да е, се додека не настанат некои проблеми. Условно земено проблеми или состојби кои им пречат во развојот. А тоа најмногу пак се случува, ако претходно не се случило, се случува во моментот кога компаниите доаѓаат до фаза на развој во адолесценција, на пременот предприемачка, кон некаква неминовна корпоративен начин на управување. И тука главно најголемиот број мои клиенти сега се компании кои преминуваат од предприемачки во некој од кас во галоп. Јака се согласам тука со тебе, од лично искуство, ние првиот човек во HR го имавме после 50-тиот вработен човек. И ние го броиме само 50 фултем вработени, меѓутоа имаме уште, како што веќе и знаеш, 150-200 и надворешни соработници. Зашто треба да настане проблем пред да ангажираме, да направиме тим во HR? Знаеш како и со сите други работи, веројатно информацијата, знаењето. За финансии, например, кога се прават бизнис планови за стартап, се консултираат финансиски експерти многу често. Многу често не седнуваш там да направиш финансиска конструкција. Или барем ќе побараш мислење од некој да ти ја провери дали држи. Мислам дека и овие нашите колеги кои помагаат во стартап екосистемов, нели има многу сега институции, невладини организации, здруженија кои помагаат на стартапи, треба да ги вградат знаењата за работа со луѓе во основните фундаментални знаења за отварање бизнис. Бидејќи само дури двајца луѓе кога има почнува HR ти треба уште со првиот вработен, со вториот вработен. Не само заради превенирање на проблеми, бидејќи HR-от не постои во организациите да реши проблеми, затоа е погрешно кога тој се етаблира од кога ќе настанат проблеми. HR решава проблеми исто колку што финансии вработуваме за да не ги решат финансиските проблеми. HR-от постои за да го напреди бизнисот. Да го напреди бизнисот и главната цел на HR-от во организацијата е да и помогне на организацијата да направи профит. И сега ова може би звучи чудно, но тоа е единствената суштинска вистина. HR е бизнис функција исто колку и сите други функции.
бизнис функции што ги има во компанијата. Спомна пред кратко дека HR е многу стара професија. Ние ја имаме дефинирана како нова професија. Ако се вратиме од почетокот на минатиот век, на почеток 1900-тите години, кога почнува таа индустријска револуција, кога почнува да се јавуваат првите конфликти помеѓу работник и работодавач, тогаш се активира за прв пат HR. Потоа во низ векот многу критична улога имале HR луѓето во Прва и Втора светска војна за регрутирање на војници, многу критична улога. И последниве 2 децении има навистина многу промени во улогата на еден HR човек во организација. Меѓутоа, може ли да ми помогнеш да ни помогнеш да разбереме како еволуира HR во последниве 20 на години? Во последниве 20 на години има неколку трендови што го обележуваат развојот на HR-от. Меѓутоа, не е тоа најголемиот квантен скок во развој на менеджментот на човечки ресурси. Во моје мислење е дека овој квантен скок се случи 20-30 години предходно. Од 80-тите и 90-тите може би беа најклучни за развој на HR, кога менеджментот на човечки ресурси од персонален менеджмент или кадровски менеджмент, како што го кажавме ние, се нагло еволуираше во менеджмент на човечки ресурси. Мислам дека од тогаш наваму не се направени многу квантни скокови, иако секојдневно имаме нови практики. Секојдневно, значи ние HR-от се развива брзо као не знам кој е сега да не споредувам, меѓутоа многу брзо и ние постојано мора да читаме, да пратиме нешто ново се создава, но верувам дека денеска ќе успееме да демистифицираме една голема вистина за HR-от, а тоа е дека ништо ново не може да се многу драматично ново да се измисли. Тоа се финеси, пристапи, гледишта, одредени практики, суштински и фундаментално со луѓе се работи по некои принципи кои се востановени пред многу векови и се уште важат. И ќе важат веројатно уште долго во историјата. Само може би перспективата и некои практики, начинот на кој им пристапуваме на луѓето, начинот на кој ги комуницираме работите во работниот контекст се разликуваат. Во последниве 20 години, да ти одговорам на прашањето, индивидуализацијата е главниот тренд. Можам да го подведам комотно под овој термин, се ова што се случува во HR, има разноразни многу интересни имиња, нели многу сакаат моите колеги да ги преименуваат процесите кои ги знаеме. Меѓутоа индивидуализација е поголемото внимание фокусирано на секој вработен како индивидуа, за разлика од предходните пристапи кога повеќе во категории групи, да речеме, сме ги третирале вработените. И таа индивидуализација ја гледаме низ многу, се провлекува потоа низ сите практики на HR-от. Ова што го кажа за HR дека не се случуваат големи скокови во последниве 20 години, тоа и во менеджмент и во стратегија. Последните големи скокови се случуваат 60 до 80 90 години, големи промени. Од тука има некои еволутивни подобрувања, слично претпоставувам како HR. Меѓутоа ниту во стратегија не се случува ништо значајно во последниве 20 години. А впрочем, што би било стратегија ако не е HR? Што е менеджмент ако не е 70% од менеджментот е поврзан со управување со луѓе на овој или на оној начин, бидејќи никој не може да менеджира сам. Така што сосем се сложувам со тебе и истата оваа временска инстанција користам за да го објаснам ова. И она извини ке те прекинам, нели ние од време на време јас и ти кога разговараме и за академски истражувања, да пробаме да поврзаме неколку теории за да пробаме да се создадеме некоја наша теорија или сите се тие стари теории, сите се од да речеме и книгите за менеджмент на Питер Дракер до 80-90 години тука. Сега го кажа човекот. Значи, се спремав уште од дома на овој муабет да ја пренесам мојата порака, веројатно многу ми што на било кој начин ме знаат, го слушнале ова, ама ќе искористам и оваа прилика да кажам дека и во менеджментот на човечки ресурси, како и во сите други бизнис, во науката за менеджмент е основа за се што правиме ние со луѓе во еден бизнис. И таа е градена низ пракса, но и низ многу академски
маси е поминувана во последниве 100 години за да дојдеме ние до некои сознанија кои сега ги земаме као пресуд позиција здраво за готово. Мислам дека е голема заблуда дека со некои драматично нови на Инстаграм прочитани, не знам, пристапи може да се управува денес без да се познаваат фундаменталните принципи на менаџирањето, кои ќе повторам во мојата глава помалку или повеќе 70% се однесуваат на управување со луѓе, помалку на процеси и на ресурси. И еве на пример сега да ги споменеме, ако некој и ова е порака до сите HR-и, но и до сите менаџери, сите луѓе што се занимаваат со бизнис. Ако некој, например, уште од почетоците од 20-тите години на минатиот век, ако не почнал, ако не го разбрал Фајол или Мајо или Хјуторн, ако некој не го прочитал Питер Дракер, многумина, 90% од луѓето мислат дека Питер Дракер е изјавата културата ќе изеде стратегијата за појадок, што е најпоследната негова мисла. Суштината на управување со процеси и со учинок до ден денес во сите компании, какви сакаш наречи ги, агилни или какви, и во краудс или не знам, најсовремениот израз да го ставиме на маса, се уште се раководат на базирано на неговите принципи, бидејќи тие инкорпорираат искуства кои се стекнуваат низ многу итерации со луѓе и десетици и стотици години треба за да научиме како да управуваме со учинок, например. Питер Дракер е еден од тие луѓе. Во денешно време Дейв Улрич, кој не го знае во HR сферата, да речеме, кој не го читал. Ако некој не знае кој е Джек Велч, колку да е тој и надминат сега, меѓутоа ако некој не разбира како неговите тактики и практики на управување со огромна компанија, во тоа време најголема, успевале или не успевале, тешко ќе му биде денес да разбере што е талент менеджмент, например. Затоа јас сум многу поборник на фундаменталните знаења и верувам дека квантни скокови во менеджментот не се прават во последните години, но науката секако секојдневно се модифицира и се прилагодува на променетите услови. Се согласувам буквално со се што го кажа до сега. Ајде да пробаме една нова тема на која навистина немам одговор во моментов. Се разговаравме за како еволуира HR во изминатиот век, подетално во изминативе 20 на години, меѓутоа со AI. Што би се случило? Дали нешто драстично ќе се случи во човечки ресурси во наредните 10-15 години? Не знам. Никој не може да ја предвиди нината, но мојата хипотеза е дека нема драстично. Драстично не можете со луѓе да менувате практики, затоа што тоа се многу единки, а тие не можат да се сменат. Disruption нема во HR. Не постои disruption во HR. И веројатно многу бизниси не можат да направат disruption заради тоа што луѓето не можат така да се менуваат преку ноќ. Може еден човек, може, но групата луѓе и односите меѓу нив кои се градени со милениуми назад, на одредени патерни, не можат одеднаш да се сменат. Психологијата на луѓето на крај на денот. Таа многу малце се менува или воопшто не се менува. И социолошките процеси кои течат помеѓу луѓе, кои на работа пак најмногу ги гледаме во микросредина, тие не можат одеднаш да кажеме од денеска до денес правевме вака, од утре сега не знам ќе се однесуваме на овој или на оној начин. Така што нема disruption во HR, нема и не очекувам ни вештачката интелигенција да направи disruption, но таа додава како и се друго, секое ново сознание, секоја нова технолошка алатка. Огромна промена беше кога ние со софтвери почнавме да работиме HRIS, кога воведовме и тоа беше, зарем не беше промена. Исто и и ни носи промена, сега некои сервиси може да се автоматизираат, многу работи може artificial intelligence да завршува за нас. Мене таа тема воопшто не сум експерт, но многу ме интересира од аспект на корисник, што можам да искористам во мојата работа и гледам дека како додатоци на HRIS, artificial intelligence решенија може да не решат нешто зашто сме вработувале некој. Но тоа што не може artificial intelligence, барем од денешниве сознанија да направи, еве сите користиме ChatGPT.
ама баш сите верувам дека користат ChatGPT и други еден куп алатки за AI. Во моментов Artificial Intelligence се уште користи информации кои му се генерирани од best practice examples или статистички доказ или тоа што му е најдостапно, а е објавено и е познато. Но има еден кетч каде јас мислам дека Artificial Intelligence ќе треба да направи уште еден квантен скок за да може драматично да го промени HR-от. А тоа е да ја разбира единката. Бидејќи во HR ништо не можеш да извлечеш како заклучок од интернет. Мораш да ја познаваш конкретната група луѓе, нивното обкружување и комплексните трансакции, интеракции кои се случуваат секојдневно и се менуваат во часови. А тоа Artificial Intelligence се уште нема, не дека не може да ги обработи тие податоци, не му се достапни тие податоци. Мислам дека тоа ќе биде веројатно наредната генерација која ќе почнат да ни вградуваат чипови некаде кои можат да читаат сентимент, да го пратат човекот како индивидуа, тогаш верувам дека сега кога ќе се случи тоа е... Да, многу би сакал да разговараме на таа тема Next Human, меѓутоа мислам дека ќе отидеме во погрешна насока. Значи, да сумирам, Ивана, ова ми е многу важно прашање да го разберам. Кажи ми дали го разбрав како што треба или не, дека твоја предпоставка, мислење, дека вештачка интелигенција ќе помогне на HR најмногу во автоматизирање на некои активности, процеси, со цел да се ослободи повеќе време кај луѓето да може да се фокусираат на активности кои да даваат вредност на луѓето, на организацијата. Ќе помогне на продуктивноста на овој сектор, како и на другите сектори. Исто како и сите други активности на дигитална трансформација. Може би ќе има некои софтвери кои многу побрзо ќе ни даваат информации. Да, веќе има. Во HR кога работите секојдневно постојат ситуации кои не сте ги виделе до сега. Се случуваат ситуации кои не сте ги виделе до сега. За појаснување. Работата со луѓе е најнеизвестната работа. Бидејќи луѓето доаѓаат на работа или влегуваат во интеракција и приватна, но сега нас работната не интересира, секој ден ние стануваме како различен човек. Секој човек кога ќе дојде на работа наутро не е истиот човек од вчера. Нешто му се случило, научил, запознал, му текнало, созреал и доаѓа со различен сентимент, со различна енергија влегува во процесите и во интеракција со другите. Може да влијае на другите. Тоа не може да го предвиди ниту HR, некогаш нема, се уште не може па софтвер па никако да го предвиди. Што ќе се случи денес во интеракција? Бидејќи HR-от не работи со индивидуи само. Ние работиме и со поединечни луѓе, секако и тие се предмет на нашата работа, ни се една засегната страна и клиент, секој вработен поединечно, но и секој пар или група од вработени поединечно. И сега во тие интеракции мора да има човечка димензија која се уште многу побрзо од Artificial Intelligence може да ги осознае случувањата. Artificial Intelligence не може да ги прочита се уште тие комплексни случувања помеѓу луѓето. Или барем мене не ми е познато дека може. Веројатно интересно нешто се случува во последниве 30 или можеби 40 години. Ако прашаш генерацијата на моите родители, тоа се ствари 20 години, не кога биле во кога започнувале со работа, ако ги прашаш пред 20-30 години нив, колкава е шансата вие да го завршите вашето работно искуство ваму кај што сте го почнале. Ако го прашаме мојот татко пред 25 години или пред 30 години, колку се шансите да завршиш во оваа, да се пензионираш во оваа компанија, 90, можеби 100% од луѓето ќе кажат најверојатно тоа ќе се случи. Сега ако ги прашаме луѓето колкави се шанси да се пензионираш во компанија во која работиш сега во моментов, мислам дека ни еден нема да одговори дека би го направил тоа. Така? Што се случило? Еволуцијска промена која е постепена и константна.
повеќе пати сум го зборувала ова, еволуцијска промена која не е disruption и не е предизвикана од некакви надворешни случувања, не е дека компаниите можат да ја спречат или дека во подобри компании подолго ќе останат луѓето. Да, влијае и таа варијабла, меѓутоа генерално е само свеста на луѓето да слободно носат одлуки за собствената кариера. Може би повеќе да ризикуваат, може би повеќе опции им се достапни се. Не ризикуваат затоа што ние досега немаме искуство да никогаш досега бизнисот не работел со генерација луѓе кои има волку можности за работа како денес. Досега никогаш не била работата волку достапна на луѓе како сега. Така што тоа го нормално дека влијае на начинот на кој носиме одлука. Се напушта концептот на сигурноста, се уште ја бараат луѓето. Меѓутоа не ја бараат, не ја очекуваат од еден извор на сигурност, туку се сигурни дека и на друго место можат да добијат сигурност. И носат полесно одлуки да патуваат сами да ја креираат кариерата. И тоа е едно испреплетување помеѓу организациите и индивидуите кои е многу флуидно. Сега си флуидни кариери, ги викаме сега, тие флуидно луѓето си шетаат од една во друга организација. И на друго место, ова сум го кажала пак, ама вреди да се спомене, дека ова не води до сознанието дека можеби во некоја догледна иднина ќе границите на организациите ќе се нарушат и ќе станат флуидни за да ги опфатат. Впрочем, вие во Brainster сте пример за тоа. Вие имате поголем број од луѓето кои работат за Brainster не се затворени во границата на Brainster, туку влегуваат и излегуваат, односно границата на Brainster не е флуидна. И се повеќе компании ќе работат со луѓе кои влегуваат и излегуваат една дневна, неделна, годишна основа, како сакаме. Движењето е сега константа. Од 2016-17 година почнаа наслови, сигурно ги забележат, The War of Talents, наслови, борба за таленти, особено во тек компаниите. И уште не е престанала таа приказна. Кажи ми, кои се според тебе најефективни, или дали има такви, дали има најефективни, или кои се ефективни практики, тактики, стратегии за да привлечеме таленти и нормално стратегии како што подолго да ги задржиме талентите во нашите организации. Има ли најефективна или предпоставувам не? Има. И истото што било ефективно веројатно и 60-тите години и пред 10 години. А тоа е правење квалитетно работно место. Дизајн на квалитетно работно место, кое подразбира неколку основни и неколку можеби додадени критериуми, посовремени да речам. Квалитетно работно место не подразбира приватно здравствено осигурување или службено возило или убава канцеларија или работа од дома. Тоа се само додатоци на квалитетните работни места кои може да ги направат за нијанса поатрактивни, но фундаменталните карактеристики на работните места се тие кои можат да ни задржат, а тие одат едно со друго. Ако задржуваме, тогаш можеме полесно да добиеме вработени. Обично тоа заедно оди. Да не ги двоиме регрутацијата и ретеншн практиките. Под квалитетно работно место основни критериуми се подразбира прво што човекот работи, дали тоа е во согласност со неговите компетенции, бидејќи луѓето сакаат да го работат она што најдобро го знаат. Потоа луѓето не сакаат да останат на тоа што го знаат, сакаат да можат секојдневно да растат и да учат. Трето, тоа работно место треба да им дава можност да ја постигнат посакуваната слика за себе си и статус во општеството, во форма на титула, овластување, одговорности, влијание на други луѓе, влијание на тоа како го правиме светот подобро место за живење. И нормално уште цела низа карактеристики како што се автономија, да одлучувам како ќе ја правам мојата работа и кога ќе ја правам мојата работа. И од тука да редиме сега признание, прифатеност од околината, признанието многу ни значи на сите, да знам дека сум добар и корисен. Бидејќи тоа е исконска потреба на човекот да биде добар и корисен. Сите сакаат да бидат добри и корисни. И нормално да ми е возможи екзистенција,
во која јас ќе се чувствувам сигурен дека можам да живеам јас и мојата потасна околина. И понатаму се една цела низа на финеси. Но фундаменталните принципи на квалитетното работно место, ако само нив ги пратиме во организацијата, нема да сгрешиме. Ќе го извадиме максимумот за тоа колку можеме да бидеме компетитивни надвор, war of talents. Не го сакам тој израз, малце ниту војна, ниту таленти е точно, ама окей. Но и да ги задржиме оние што веќе влегле кај нас. Квалитет на работно место е клучот. Дали тоа значи дека оние шајни тактики, секаде има пинг-понг табла и скоро секаде приватно здравствено, а овие фундаменти ги нема. Зашто луѓето од HR прво се впуштаат? Некои луѓе во HR се впуштаат, да. Мислам дека намерно ми го постави се ова прашање и не си ни втор. Затоа што ја обично имам, сите знаат дека имам малце провокативен став на оваа тема. Ама ја ќе го повторам со задоволство. Правење договор за приватно здравствено осигурување за вработените и купување пинг-понг маса не е HR. Прво тоа да расчистиме. Пошто тоа може секој и јас пред 3-4 години кога сум зборувала за ова јавно, сум била малце во дискусија со колеги и со неколеги. Сега мислам дека се по-блага е таа дискусија, бидејќи свативме дека имаме и локално пример дека компаниите што имаат најскапо приватно здравство и најмногу пинг-понг маси и PlayStation внатре имаат најголем оборот на работна сила. Океј, значи сега докажавме дека заради тоа луѓето ниту ќе дојдат, ниту ќе останат во организацијата. Тие се nice to have. Супер е да имате, да не се разбереме погрешно. Јас уживам у Бринстер, која ќе дојмете супер простори, имате но ако немате и супер луѓе и супер процеси, ако не се разбираме добро, нема да бидам со задоволство во таа просторија. Едно од прашањата на кои јас и ти разговараме во последниот период е ангажираност на вработени. Нели имаме ангажиран, неангажиран и активно деангажиран. Како да ги поменеме од едно како да ги направиме сите ангажирани? Или овие што се деангажирани, барем да ги направиме неангажирани, најповолно е ангажирани. Ангажирани луѓе има секаде, исто како што секаде има и неангажирани, активно деангажирани, кој е нивниот сооднос е трикот и прави разлика и во бизнис резултати, и во перформанс, и во атмосфера, и во култура, прави разлика во се. Кои тактики, значи овие што ги споменавме, фундаменталните принципи на квалитетно работно место важат и овде. Тие се basics. Без нив и тие се must have. Ако ги имаме нив, понатаму уште еден рецепт тука би додала, например, за ангажираноста, тоа е вниманието од лидерите. Зборување. Разбирачка. Објаснување надолго и на широко зошто сме овде, што работиме заедно, како работиме заедно, слушање на вработениот, двонасочна комуникација. Двонасочна комуникација. Не ние да му кажуваме постојано, туку и да слушаме назад и да учиме взаемно. Но не е едноставно да се воспостави таков однос со човек. Но е идеален. Еве, ако ме прашаш за идеалниот рецепт, ова е идеалниот рецепт. Еден многу драг пријател ме посоветува пред 5-6 години една работа и многу ми беше лесно да ја запамтам и да ја применувам. Вика, кога ќе прашаш некој човек на работа како си, застани и слушај го. Не само да поменеш како си, да поменеш ни соник. Застани и слушај го како си. Многу ми помогна овој совет на работа. Одличен совет. Застани како си и го слушаш. И многу ти благодарам што ова го кажа. Поттикнување, ангажираност, се ние овие работи ги викаме со некои модерни имиња и не знам, им додаваме, им придаваме преголемо значење. Меѓутоа, ова го знаеле луѓето уште одамна. Еснафите како форма на здружен труд, за најчиските еснафи постојат преку 1000 години. И од нив, дури историски од нив само можеме да научиме. Еве, ова е едноставна човечка тактика.
која нема потреба да не знам колку да теоретизираме сега ние околу work engagement и што и да е некоја модерно, не знам, да читаме, кога само да сослушаме некогаш некого е доволно. Доволно е луѓето на работа да се разберат како луѓе со одредени потреби и да се овозможи тие луѓе да имаат, особено во денешно време, да им се овозможи да чувствуваат што повисоко ниво на автономија. Пред малку зборувавме во војната за таленти. Еден од главните причинители за quiet quitting, active quitting, не знам сега, свашта нешто се случува, но луѓе напуштаат нагло. 40% од работната сила во светот излезе од организации. Значи, ова е сега некоја се случува нешто, така, луѓето веќе и движењата на пазар на труд се огромни. Нема потреба ние да измислуваме некои нови тактики. Едноставно автономијата и таа слобода да се луѓето имаат потреба сами да одлучуваат што ќе прават со својот живот, а кариерата е многу голем дел од нашиот живот. Таа влие на нашиот идентитет, кој сум и зошто сум овде. Кога одлучуваме за кариера, ние делумно си го одговараме на прашањето кој сум јас и зошто постојам. И битно е да одлучувам сам кој сум јас. Таа самостојност, таа повисокото ниво на свесност мораме да го вградуваме во тактиките за работа со луѓе, ако сакаме да ги задржиме во организациите. А ние многу често знаеме да го направиме обратното, да ги ставиме во калап во кого они луѓето ќе слушаат некој друг да им кажува секој ден како да прават. И со строги правила како да се случуваат работите. Едноставно мора да се полека да се олабавуваат системите на контрола и да се возможува поголема автономија. Еве, например, од IT сектор често ме прашуваат како да ги задржиме, не знам, технички велица, да не ги наречам програмери, бидејќи сега има различни профили, како да ги задржиме, јас велам, па дозволете им да бидат предприемачи кај вас во компанија. Ама они можат да заработат многу на, не знам, на Upwork и фрилансерски можат да заработат двојно повеќе од колку во организацијата. Па дај да го интегрираме тоа некако, ајде да модифицираме организацијата, да им дадеме можност да работат и за нас и за други и да бидат предприемачи внатре. Немам точна формула како се прави тоа, ама сум сигурна дека е неизбежно. И дека кога тогаш ќе мораме да го правиме тоа. За секој вработен да може да си ја модифицира својата улога, кариерна, по неговиот терк. Бидејќи е многу тешко да се вклопи 100% енергија на човек во туѓа визија. Ќе станува се потешко. Мораме делумно да му оставиме простор неговата лична визија за себе си да најде креативен простор. Таа може да е во согласност со ова што го правиме заедно, но не неминовно. Може би ќе му дадеме простори да прави нешто што воопшто нам не е интересно во организацијата, ама не му прави, му ја комплетира сликата за себството негово, кој сум јас. Ивана, една работа што почнав да ја применувам пред неколку години е и ќе се надоврзам на она што го кажа, не можеме луѓето да ги ставиме во калап. Или луѓето не може да бидат долго време во калап. На крај ќе излезат кој сум, ќе излезат кој сум јас на површина. И тоа што го правам со лидерите, бидејќи со нив најмногу работам, кога дое некој нов на лидерска позиција или на тим лидер, почнам да работам со нив коучинг. Меѓутоа во првите неколку месеци пробувам да не наметнам лидерски стил и пробувам да откријам кој е нивниот лидерски стил, да научам за тој лидерски стил, за тоа да почнам да им помогнам. И тоа многу ми има помогнато. И кога ќе сме седеле заедно со лидерите на маса, мислам дека претпоставам го имаш тоа приметено, дека секој си е свој човек на таа маса. Секој си е со свој карактер и пробуваме кога се седнеме на маса заедно да ги искористиме предностите на различните лидерски стилови за да можеме да донесеме одредена одлука, за да можеме да ја работиме организација како што работиме. Тоа е една, ги советувам и другите кои се наоѓаат на позиција на CEO позиција или на висок менеджмент позиција.
кога ќе почнете да обучувате нови луѓе на лидерски позиции, оставете им време да се откријат кои се они, како они сами управуваат со нивните луѓе, кој е лидерскиот стил или комбинација од различни лидерски стилови. Не пробувајте во ниеден момент да наметнете каков особено предприемачите имаат urgency, потреба имаат да си го наметнат својот стил на целиот лидерски стил и во целиот лидерски тим. И тогаш што се случува, се има луѓе на една маса со многу брзо и многу често се согласуваат за се и се што и нема никаков прогрес, нема никаков смисла. Така да не сум сигурен кога точно почнав да го применувам ова, меѓутоа гледам дека доста помага на организацијата. Многу внимавам да не во првиот период, многу внимавам да не наметнам стил на работење, затоа што не можеш долго време да глумиш тоа што не си, не можеш долго време да работиш така. Така, апсолутно. Меѓутоа, веројатно и си приметил, веќе доволно сте вие, постоите доволно време, веројатно си приметил дека со тек на време сакале или не ќе се прилагодуваат лидерските стилови едно на друго, на некој заеднички лидерски бренд, на некој на топ, од топ-даун влијанието доаѓа. Не минувно е да се прилагодиме, не можеме скрос различно да работиме. Но тој процес, се сложувам со тебе, треба да се остави природно да се случи, колку што е тоа можно, колку што тоа го дозволуваат процесите, не е сегде можно. Ако влегуваш во некој строго определен процес производство, не можеш да го оставиш на вработењето да се пронајде себе си на линијата производна сега. Не важи ова за секоја позиција и за секој контекст. А луѓето треба сами да си го најдат заедничкото како ќе го прават. Сега ова ги разликува силните од слабите култури. Дали и колку поединецот ќе се прилагоди на тоа што претходно постоело како стандард, или пак стандардот ќе се промени под влијание на поединецот кој влегол во тимот, тоа ги разликува слабите и силните култури. Силна култура е таа која веќе има строго определени норми и очекува сите да се залепат на неа, на нив. А слаба култура ги викаме оние кои се порозни на влијание, да речеме, дозволуваат да се модифицираат под влијание на... А не е подобро ако ја наречеме таа флексибилна култура, не слаба култура? Да, науката ги вика така, има и сега некои категории, иначе да, токму тоа се мисли на флексибилна, на помека е, затоа е слаба, затоа што е мека и дозволува да се аморфна е, повеќе аморфна. Додека силната култура има силни дзидови, на тоа се мисли, и тешко се пробиваат тие од надвор. И тука има многу интересни концепти. Ова diversity inclusion и belonging, сега DIB, тој процес со ИБ му додадовме, е концепт кој ствари задира во оваа тема. И е многу важна во денешно време. Важен тие дополнителните компоненти на доброто работно место е почитувањето на различноста. И ова цела философија една во HR. Многу ми да мислат дека diversity inclusion е интегрирање на, не знам, на жени и мажи и стари и млади и LGBT признавање на другите. Не е само тоа. Многу подлабоко задира diversity темата во HR. Меѓу другото, различноста ние имаме на многу нивоа. Не само на овие видливите нивоа, дека сме различни како луѓе и единки, впрочем, тука нема ништо ново. Ништо ново не научивме тоа дека сме различни, тоа го знаеме нели многу одамна. Туку различности имаме и на едни други нивоа кои допрва ќе ги откриваме ние во менеджментот, допрва ќе учиме како да ги управуваме, например когнитивната различност. Начинот на кој ги разбираме работите или ги гледаме работите, начинот на кој ги комуницираме работите, начинот на кој учиме не прави различни. И еден куп други карактеристики наши не прават различни. Има еден автор, ми е многу интересен,
од овие споредните, да речам, актери, не клучни некои инфлуенсери на темава, ама на интернет случајно налетав на негова теорија, која мене многу ми помогна да се извлечам од некои тешки ситуации менаџерски. И е многу интересна. Јоно Ханафин се вика типот, не знам ни многу за него. Порано сум имала време белешки за авторите да читам, сега не читам више. Зимам само од книгите што ми треба и си одам понатаму. Јоно Ханафин се вика, Јоно Ханафин е веројатно антрополог, некој теоретичар на менеджмент кој има издадено неколку труда на основа на социолошки истражувања за перцепцијата за различност при правење промени. И сега ќе објаснам што е да не звучи теоретски. Неговиот производ се вика Perceived Weirdness Index. Индекс на перцепирана различност или чудност од другите. Неговата теза е дека за да можеш да придонесеш во развојот на еден систем, тим, организација, што и да е, да направиш промена, мора да си на еден одреден степен различен и чуден за другите. Да ги провоцираш другите. Мене ова сознание негово ми го спаси животот, затоа што јас често сум се наоѓала себе си во ситуација да бидам perceived as weird. По природа, HR-ите се агенти на промена и сега природно ни доаѓало ние да бидеме малце различни, контра, знаеме да боцкаме кај што не треба никогаш, менеджментот, они сите ќе се согласат супер околу процесите, ние ќе влетаме со перспективата на вработените и сите се нервираат заради тоа. И тој Perceived Weirdness Index е одлична теорија за да се разбере оваа различност. Еве и кога се вклучуваат луѓе надвор од тим. Добро е тие малце да ја боцкаат средината. Ако тој не ја боцка средината, најверојатно нема многу да ни донесе како развој. И на ова место сакам да го вклучам терминот на cultural fit. Една од најголемите нервози мои во HR-от во последниве години, бидејќи многу се прокламира као вау, колку е битно да е некој culturally fit за нашата организација, а всушност тој е најконтраиндициран со сите современи очекувања на луѓето за автономија, diversity, па еве ако сакаме иновација и правење промени. Значи, што ни значи cultural fit? Зашто треба некој да ист како нас да дојде да работи со нас? Don't do that. Еве, уште овој пат ова е провокација. Сега ќе чекаме коментари да видиме. Ја можам, мислам, го знаеш мојот став на оваа тема, дека ние кога вработуваме луѓе, многу не се важни capabilities, меѓутоа се уште исто така многу не се важни и attitude, меѓутоа не бараме луѓе со одреден cultural fit, затоа што ја не можам да се го дефинирам. Друга страна, па кога се носат големи одлуки или кога се решаваат големи проблеми или кога се работи на проекти за големи промени внатре во организацијата, тоа што ја ги советувам лидерите да направат е да поттикнат конфликт, да поттикнат несогласување, бидејќи во тој момент, ако они знаат, да се изразам со уличарски јазик, да речем, ако они знаат да го возат тој конфликт и несогласување, искачаат фантастични работи на крајот на процесот, нови работи. Пребрзо согласување за одредена работа е голема стапица и затоа моето мислење е дека ако пробуваме да вработиме луѓе кои влегуваат во одреден калап, cultural fit, калап дека не е здраво за една организација и се согласувам со тебе дека треба да ја прифатиме различност и треба да искористиме во интерес на организацијата. Се согласувам. Да, ако нема триење, нема да произведеме енергија. Многу е просто. Инженерски вака кажам. Апсолутно. Во моментот кога почнуваме да не се согласуваме со одредени луѓе, ние пробуваме да си
развиеме собствени теории, пробуваме си го одбраниме ставот, се до момент кога од кога другиот или околината или другите ќе изнесат доволно аргументи, ставови. Моето мислење е дека влегуваш во конфликт, меѓутоа треба да бидеш отворен да си го смениш ставот во тој конфликт на крај на ден. Ако се вози конфликтот е суштински важно. И не е важно, не е толку важно сите да се согласиме на крај, меѓутоа многу е важно ако поголемиот групата не надгласа, ние да го поддржуваме таа одлука, да не ја блокираме за на крај да кажеме ви кажав, I told you дека нема да функционира. И ова е особено важно за луѓе како тебе, што се на високи позиции во организациите, бидејќи што повисоко си потешко е, да. Колку боли. Боли кога ќе бидат во право, знам. Боли кога ќе бидат во право и колку боли кога ќе се спремиш за иако идам да импичирам на моите луѓе, особено на лидерите кои импичирам одредена идеја, се сподготвувам као да пичирам пред да не ти као да пичирам пред инвеститор, као да пичирам пред најголемиот клиент, и се подготвувам да си го одбрам ставот и пробувам да ги отприлика ги познавам луѓето и знам какви коментари ќе има, кои луѓе какви коментари ќе имате. Пробувам да им дам одговори на тие коментари и на крај пак кога ќе ме победат, многу боли, затоа што ќе треба да нели сме се договориле дека ако не надгласаат луѓето, дека треба да ја поддржуваме другата идеја, не нашата по секоја цена. И најчесто толпата е во право. Најчесто луѓето се Така е, се статистички гледано, да, меѓутоа демократијата има своји слабости, знаеш. Има една друго ниво е да се вратиме на ова на PWI, нели? Можеби токму тој е еден последниот, кој нема да се согласи ниту со тебе, ниту со толпата, тој има вистинското решение, ама знаеш, стално треба да ги држиме тие опции отворени. Толпата знае многу често да го екскомуницира оној кој нема да ја поддржи. Мноштвото од колеги може лидерот да го надгласаат. И тоа е некаква, да речеме, здрава, супер ситуација. Ама тука разбирачката ќе биде силна. Многу е тешко некој од друга позиција да ја победи толпата. Тогаш демократијата ги покажува своите лоши заби. Кога, например, на една менаџерска маса, најмладиот менаџер ќе има различно мислење од сениорите. Тука уште потешко оди работата. И тука различноста може да биде... може би тоа е во право. Стално треба да држиме вратата отворена на различните мислења. А групите, кога се заедно, тешко го разбираат тоа. Тој колективниот мајндсет се уште е потешко да се смени отколку индивидуалниот. Меѓутоа ова еве од некое скромно искуство од неколку години во Бринстар, ова е ситуација која може да ја препознае менеджментот, дека постои и ако е на маса, ако е во принципалс и ако ја гледаме, можеме да се спасиме од тој бајас и можеме да донесеме мислење од надворна маса, валидно да го разгледаме. Меѓутоа некогаш бајасот може да не победи често. Нема црно и бело. Знаеш, во работа со луѓе никогаш нема црно и бело, точно и неточно. Нема 0 и 100, не постои. Во ниедна интеракција со луѓе не постои 0 и 100. Нема никој скроз добар, скроз лош, нема никој highest перформер или lowest перформер. Не постои таква категорија. Сакам за тоа да збориме. Ајде. Ова е уште една контроверзна тема. Едно од прашањата што ми беше, меѓутоа веќе ми одговори. Едно од прашањата ми беше, сакав да те чепнам таму, која е според тебе она широко прифатена практика во човечки ресурси, меѓутоа апсолутно не се согласуваш? Го добив одговорот на тоа прашање. Нема да ти го Ама сакам да ти кажам, имам една друга. Друга имаш? Значи, осем cultural fit? Cultural fit ми е вака, да речам, од подновиве симпатии, ама имам една што ми е ultimately... Општо прифатена HR практика со која ти воопшто не се согласуваш? Масовна.
Има една масовна и која ја, ама баш никако, од никогаш не сум ја сакала, особено сега па скроз ми е однака омрзната, 360 фидбек. Па, еве ќе се обидам смирено да објаснам зошто. Значи, 360 фидбек е тактика која во последниве 30 на години направи, сведоци сме, има направено толку многу штета и зулум и оштетено луѓе и организации. Затоа што работи на принципот cultural fit е основна филозофија. Филозофијата во позадина концептот, а 360 е практика уствари на cultural fit. Каде што луѓето во околина ќе се оценуваат меѓусебно колку се Слични едни на други, предпоставам. Тоа е similarity bias, што слични или корисни едни на други, и тука имаме јас тебе Сердаре, ти мене Војводо, искористување на разноразни лични, свесни, полусвесни, несвесни користи, бенефити и оценката како што може да се злоупотреби 360 фидбек за да се наштети или да му се помогне некому неоправдано, ништо немаме смислено ние во HR по гадно од 360 фидбек, баш канцерогено. И за жал се уште слушам дека веќе никој не зборува за 360 фидбек, не е топик затоа што полека, ама толку многу големи имиња во HR-от го имаат прокламирано, што се уште никој нема храброст јавно да излезе и да каже колкава штета имаат направено со него. Особено компании, слушам и кај нас, дека има што се уште го користат како перформанс менеджмент платформа, што е најголемата трагедија. Јас да оценам за моите колеги колку се добри на работа. Не сме дотаму стигнати. и оние годишни перформанс ревју. Мене ми текнало на моите годишни перформанс ревју. Знаеш што правев во декември? Во декември ништо не правев, не бев продуктивен, не работев, се спремав за мојот перформанс ревју. И тоа ме беше толку стресна работа. Како оценувач или како оценуван? Како оценуван. Тоа ме беше толку стресно и замисли да имаш лош ден на работа и тебе да те оценат заради тоа тие 2 сати да те оценат како си перформирал цела година. И предпоставувам дека има можност исто така за голема грешка, затоа што предпоставениот те оценува за последните неколку недели. Recency bias се вика. Recency bias се вика тоа, да. Значи, што правиме со таа HR практика као перформанс ревју? Ние користиме, ме интересира кој е твоето мислење и би сакал да ти кажам што правиме ние сега во моментов. Само циклуси ги каме тие итерации, циклусот на перформанс циклусот, должината сама по себе не носи квалитет или не го нарушува квалитетот. Тоа што е годишен циклусот на перформанс ревју by default не е лошо. Зависи. Сега во моментов најчести итерации се квартални, бидејќи тоа прави никоја смисла на месечно, има и месечно што прават, меѓутоа месечно што пократки итерации става, што повеќе квалитетот на целите се сведува на оператива. Затоа што за месец дена повеќе од мала активност тешко можеш да направиш. Па еве квартал е некоја логичен циклус, ма не е ни многу погрешно да е годишно, се додека е должината, формата не е толку битна. Квалитетот на целите внатре. Тој прави разлика. Ти можеш да имаш квартални и месечни итерации, ако целите не ти се поставени добро, пак е тоа лошо. Нема поента. Гледа, ние што пременуваме, не знам колку го правиме добро ова или не. Ние поставуваме долгорочни цели, стратегија на 5 години. Меѓутоа поставуваме цели на 1 година и делиме на квартални цели. И моето мислење е дека ако сакаме реално да им помогнеме на луѓето со тој перформанс ревју, ние треба барем на квартално ниво да се гледаме со нив. Бидејќи ако сакаме да направиме одредени корекции, не треба да ги чекаме 1 година да грешат за да можеме да им помогнеме. Квартално гледаме кај се цените, до кај сме со целите, поставуваме одредени OKR за проектите и за луѓето и врз основа на тие OKRs правиме прилагодување, правиме коучинг, правиме работиме со луѓето. Дали ова го правиме добро или управувањето со перформанси, со учинок,
добро е на македонски да ги кажуваме термини, гледам дека многу мина не ги користат, а ја мислам дека е важно. А управувањето со ученок е најтешкиот процес во бизнисот, во организација. И тој не е HR процес, тој е компаниски процес. Меѓутоа HR-ите најчесто имаат најмногу знаење како да го координираат и да го управуваат, затоа кај нив доаѓа. HR треба да помогне на лидерите, за лидерите добро да го спроведат овој процес. Баш така, као и за многу други процеси, ама ова е најтешкиот процес. Јас одговорно тврдам и пракса и како менаџера и како HR. Дека нема покомплексно во организација од перформанс менеджмент, има многу филозофија тука. Основните принципи на каскадирање цели, вашиот систем сега ти што представи е пак со каскадирање цели. Идеме од големото, од индукција, дедукција, нешто од крупното кон поединечно, се додека на последниот вработен не му зададеме порција од ова што заеднички треба да го постигнеме. И сега тука постојат многу модели, луѓето мислат дека OKR е нешто ново, тоа не е ништо ново. Тоа е Management by Objectives. OKR се исто од една стара книга од 80-ти години или 90-ти. Книгата се вика Measure What Matters. Книга... Не можеш да го... Како се викаше авторот на книгата, ама меѓутоа тоа е VC, venture capitalist кој доаѓа во организации они се early инвеститори во рана фаза на Google, кои во Google имплементираат, после тоа во YouTube имплементираат OKR, така да и ова е многу старо, барам 40 години. Ама не е ново. Ама и тогаш не било ново. Тоа сам да кажам, затоа што не Питер Дракер е филозофијата. Management by Objectives е тоа per se. Само квалитетот на целите е зајакнат, поедноставен, можеби некаде. Управо си, знаеш во која книга друга се спомнува OKR, се спомнува во High Output Management на Андрю Грув, на Intel собственик. Значи, од таму се почнува и авторот на книгата всушност работел со Андрю Грув и управо си, значи не е ни тоа. Филозофијата е иста. Се вратиме назад ќе откриеме во некои други теории ќе ги откриеме овие. Филозофијата е иста, е топ-даун управување. Од една голема идеја, визија, кај сакаме да стигнеме, со логичко раздробување на идејата до оперативна последна активност ја спушташ надолу. Како сакаш крсти ги тие испишани реченици, бројки во меѓувреме и ја се предавам перформанс менеджмент на постдипломци, има милион модели, можеме до сабајле да збориме. Филозофијата суштинска е иста во сите нив. И ако некој мисли дека OKR е различно од Management by Objectives и дека го модернизирале многу системот затоа што само така ги викаат целите, знаеш, дури јас... Не, апсолутно, тие две OKR и Management by Objective апсолутно по дефиниција е една иста. Има специфики во OKR-ите, како се нели како се мера од 0 до 1 и така натаму. Меѓутоа тоа се начин на тоа се многу мали ситници променети, не. Со филозофијата платформата е иста. Суштинската филозофија е иста и затоа јас велам секогаш прво фундаментите. Кој ќе го разбере Питер Дракер и за се уште не измислениот нов процес на перформанс менеджмент е спремен. Бидејќи уште немаме драматична промена кај што bottom-up ќе правиме цели. Знаеш која не е омилена? Се уште сме на топ-даун. Омилена книга во организација, книга со сите лидери имам помената. Наједноставната книга на Питер Дракер, Effective Executive. Толку едноставна напишана книга. Како 14 правила колку ги имаше таму. Да. Памет, толку едноставно напишано со неколку поврзани теории што уште гледам. Уште не сум искористил. И тоа доцни 40 години. Ова уште била Втора светска војна во ЕК или само што завршила кога он тргнал уствари да ги осознава и да ги пишува овие работи, не е сам и не е дека е човекот гениалец. Тоа што зреало времето, од тогаш ги знаеме овие работи. Full stop. На овие сознанија се изградени најголемите концерни светски, на овие сознанија се изградени General Electric, Ford, на овие сознанија е пораснат Daimler Benz, на овие сознанија се сите телекоми пораснати.
Знаеш кој кои два, да речеме, системи, начини на управување ги гледам дека паралелно се развиваат. Едниот е Питер Дракер и овие легенди, а исто време е Toyota како организација развива своји системи, добри теории како Total Quality Management, како Lean, кои се развиваат сосема одвоено и се поврзуваат негде во 90-ти години. Мене и таа тема ми е... И тие две сега, овие американски... Дека американци одат во Toyota и... Не греши душа, овој не е американец, Дракер. Он таму живел и работел као и Тесла, така. Све од тоа германско говорно подрачје дојде, ама ајде да не бидам ја сега нели пристрасна ја као германист, да не бидам пристрасна. И кога се споиле и во организациите во кои што се споени двете филови, да речеме јапонскава процесна ситна техничкава ефикасност и оваа филозофија на управување со процесите кои ќе се спојат во едно. Па кажи ми, впрочем, сега големи компании од тие индустрии кои не ги користат двете. Се уште сме таму. Ја чекаме следната. Ја чекаме индустријска револуција 5.0. Знаеш, да видиме што ќе се случи. Моја мислење, претпоставам дека е доста нова и доста се развива во последно време, меѓутоа баш IT индустријата е спротивно од the Toyota way. Агилните филозофија? Не. Да речеме во Лин. Во Лин нема луѓе на бенч што седат и ништо не прават во моментов да не притреба. Во ефикасност и waste, не дека waste, ако збориме за waste, 7 types of waste во производство, нема паралела во сервисна индустрија types of waste. Ние пробувавме во организацијава, правевме еден тренинг за Lean и пробувавме да создадеме нови типови на waste што се поспецифични за сервисни индустрии. Тешко беше тоа да го направиме. Нема знаење надвор. Мислам дека со овие промени сега што се случуваат во последниве 2-3 години, гледаме за прв пат тек организација е Мета, Facebook, што почнува да збори за Lean. Други се уште не ги користат тие. Претпоставувам дека се понови. Моето искуство кажува дека има многу и од другиве организации кои се обидуваат, меѓутоа исклучително тешко за оптимизациите да се постави баш Lean сега како што го знаеме во производство. Треба да се прилагоди секако. Многу тешко. Има ние сите правиме оптимизации, нели континуирано подобрување сегде има. Дигитализација што ја правиме и во HR, ја од HR перспектива сега гледам, има примена, има еден куп операции, HR администрација, има имаш ти тука за Lean, за работа, колку сакаш. Потешко е, отколку во производство, потешко мерливо, потешко изводливо, ама може. Например, имаме Agile, кои се собрале неколку умови за една недела или за 10 дена создале Agile, или Scrum е исто таква методологија. Имаме Toyota и Lean кој се развива 40 години, од 50 години навака се развива. Тебе не ти е слично тоа? Пошто мене слично ми е. Мене ми е нејасно како може да се создаде методологија за недела дена. А ова 50 години се подобрува. Па затоа што е еклектичка. Agile е еклектичка филозофија. Се заснова на Lean меѓу другото. Зарем не? Или само јас ја гледам сличноста, не знам. Не сум експерт. Исто така, не сум експерт така. Активно сум учела за да ја разберам. Потребна ми е за работа за општо знаење. Сум учела и во HR и вака генерално. Имам еден многу фаворит. Најомилен подкаст ми е BDS Agile, има еден супер фраер што збори таму, многу е добар. Тој као шорт подкаст епизоди има. И до сега се што имам јас поднаучено, да речам, за Agile, мене ми кажува дека е многу слично со ова што го знам од Lean. Ни за едно, ни за друго не сум експерт. Меѓутоа е надоградена, е нова форма надоградена на претходното.
не е 1-0 agile филозофијата. Според мене, она е 3, 5, 10, 0 од некои претходни системи. И е многу е cool, супер е, но не може да функционира сегде. Еве, например, Agile HR е голем топик, барем беше до пред известно време. Agile HR, ја се уште сум со голема скепса тука. Немам доволно информации, не сум доволно едуциран на Scrum и на Agile и не би можел да си го одбрам, ниту да те се спротиставам на овој став. Да се избориме нешто што двајцата го знаеме. Некоја друга. Спомна подкаст, Ивана. Може ли да за оние што не следат да ми набраш неколку подкасти што ги следиш, неколку книги што ги читаш, зборевме веќе за некои книги. Да, што би ги советувал, кои подкасти, кои книги да ги читаат? За подкасти BDS Agile, например, е многу добар и ќе го истакнам него, затоа што Agile има многу people management, инкорпорира многу people management во своите тактики и е добра перспектива за како надополнување на HR перспективата е одлично да се слуша од време на време, по 10 минути епизоди, супер шотови, се онака шот. Од книги, уште еднаш ќе повторам дека фундаменталното знаење за мене е базично и сите автори што ги споменавме во разговоров за мене се маст. Не мора да се читаат цели книги, но да се разбере нивниот концепт. Некои книги вака или содржини што на мене направиле големо влијание, го споменав и од Ханафи, например, еден од тие вау еурика ефекти ми било и еве за HR една препорака за книга. Bullshit Jobs. Се вика Дейвид Гребер, мислам дека се вика авторот. Излезе пред некое време. Bullshit Jobs се вика книгата. И е многу интересна филозофија, а е суштинската вистина за нашата професија. Добро е да се знаете темните страни. Bullshit Jobs е филозофија за тоа. Гребер ги рангира сите работи на светот во 3 категории. Корисни работи, bullshit jobs and shit jobs. Од кои само овие корисните се добри, другите треба се укинат работни места. И корисните се лекар, пекар, апотекар, земјоделец, фризер, се што прави директна корист за подобрување на животот нечив. Bullshit jobs се сите работи на први начело HR, ама и сите, не знам, комплексни финансиски операции, целата администрација и бек-офис и уште една цела низа работни места кои се апсолутно небитни за не прават директна корист, туку индиректно прават корист, и shit jobs кои се штетни. Оваа филозофија на Гребер ги поттикнувам сите HR-и да ја прочитаат, за да имаат една критична перспектива на дизајн на работни места. И на поглед на пазар. Каде влегува, претпоставувам, во корисни, во пекар? Мислам дека зависи од за што е едукацијата. Преска спомна, нема врвен изведувач, нема теникс вработен. Теникс вработен за мене се вработени кои аутпутот од нивната работа или ауткамот од нивната работа е 10 пати поголем од просечен вработен што работи во истата организација. Според некого. Да, според мене. Според некој друг човек. Според мене има луѓе што дават теникс ауткам. Кој е твојот став? Има. И јас длабоко верувам дека секој човек под одредени околности може да стане тоа. Тоа е моето базично верување, принцип. Ти мислиш дека доколку создадеме услови на луѓето да дадат? Да.
Да, не само услови, туку да сме сигурни дека тој човек е прво на вистинското место. Ако е на вистинското место и ако му се дадат обкружување, не услови во смисла на плата и кола, туку да му се обезбедат обкружување во кое може да просперира, ќе даде поголем учинок. Ништо ново не кажав сега. Мислам, тоа е сега нели главната. Ако пробуваме да го сумираме ова е мотивација и капацитет за одредена работа. Да. Значи две сили. Да, ти идат заедно, да. Знам и сакам. Да, што? Твоето мислење дека ако им го безбедиме на луѓето знам или ако го поставиме на позиција каде што знае и ако го мотивираме сакам дека Да, има уште варијабли, ама овие две се најважни, се служувам со тебе, знам и сакам. Треба да го најдеме што е тоа што он го знае и го сака, да го прави прво, а тоа да е корисно за организацијата. И има уште варијабли, со кого ќе го прави тоа, зошто ќе го прави тоа. Purpose. Зошто ќе го прави тоа и што ќе добие од тоа ако го направи. И уште една понебитна низа понатаму. Ама не е само знам и сакам. Топ перформери. High potentials, hypos. И вика као high potentials, top performers, employee of the month, employee of the whatever, не знам. Се минливи категории. Еден друг фундаментален принцип кој мора да го знаеме, ако добро се разбираме во работа со луѓе, е дека луѓето не се топ перформери цел живот и секогаш, и секој ден. Туку имаат ups and downs. И ние кога викаме, он е сега high potential, може да мислиме на лани во јуни кога беше он high potential. Не знаеме дали вчера и денес и утре е high potential. Многу лесно се забележуваат такви, кај отиде човекот со перформанс кој пред неколку месеци перформираше многу добро. И после и ние се разочаруваме сега кога ќе му падне. Да, и приметуваш дека треба неколку работи да направиш како лидер, да му го обезбедиш условите за тој човек пак повторно да перформира. А некогаш може да дури и не треба. Се сложувам со тебе, да, и условите и луѓето се менуваат секој ден. Може му треба да се издише тој период и да. Некогаш треба да ги оставиме луѓето да не бидат high перформери. Зашто е голем стрес. Сите имаме ups and downs, имаме некогаш нешто друго ни е побитно. Мирот може би во моментот за нашето ментално здравје во моментот овие 2 месеци стварно сакам да стишам, да бидам повеќе со себе. Да бидам average. Сакам да видам како е да бидеш average. Ова хасл, тоа е више хасл култура, кога ние очекуваме луѓето сите да перформираат и тие што еднаш перформирале постојано да бидат. И уште не само до тука да биде, туку уште подобар да станува, бидејќи ништо не е доволно добро ако е исто како вчера. Така, ако е денеска 100, утре мора да е 101. Мора да им оставиме на луѓето, на организациите и на тимовите да дишат. Мора да вдишат некаде. Многу е тешко тоа да се вгради во процесите. Многу е тешко. Бидејќи процесите па ни бараат константен капацитет, константен ефорт. Константен перформанс. Лидерите бараат пейс одреден кој ќе го постават и очекуваат тој пейс да се следи. Трнувам од мене, морам да признам така. Ние, например, кога имаме high перформери, мада ја никогаш не го користам тој термин, го избегнувам. Да сум научила негде по пат на потежок начин дека не постојат такви луѓе, туку постојат моменти и ситуации и околности во кои некој човек ќе покаже повисок перформанс. Има луѓе кои Ама нели има и онакви луѓе кои едноставно не фрли го кај сакаш ќе го бидне, такви да, има. И обратно, поставиме ги сите услови и нема да ги зграпчи можностите за да перформира најдобро што може. Да, види, нашата наука... Например, еден пример, може би се и погрешно ќе бидам сватен, ама work-life balance на 20 години. 20 до 30 години за мене као прерано да почнаа некои луѓе да зборат за work-life balance. Не го кажувам дека го имам овој проблем кај нас, претпоставувам го немаме. Меѓутоа
мора да бидат свесни луѓето кои сега почнуваат, кои се помеѓу 20 и 30 години, дека никогаш во времето нема да ги имаат тие услови да перформираат како што може да перформираат помеѓу 20 и 30 години. Затоа што после Иако 30 и ова години е сега questionable, Да. не знаеме. Не Чекај да знаеме, не збориме може пред да. рака. Еве од моја гледна Да. точка, не можам да перформирам ја како што перформирав од 20 до 30 години. Имав многу повеќе слободно време и целото слободно време го посветував на работа. Мене ми се чини дека ти сега многу поголема количина на работа уствари правиш отколку пред 10-15 години, ама Можеби мудро, Да, можеби тоа што сум. тоа напишал, иде. да. Зависи кај луѓе. Anyway, мислам дека мора да перформансот да го гледаме како времена категорија. И тоа е фундаментално разбирање кое многу може да му олесни на било кој HR и на било кој менаџер да ги разбере луѓето околу себе, бидејќи ако не го разбира тоа, многу мина не го разбира, тогаш драйваме хасел култура, правиме нееднаквост и by default имаме нефер пристап кон луѓето. согласен. Да, ја мислам дека не викам се согласувам дека цело време го правам, постојано го правам ова, многу често грешам во овој дел, во делот на пейс, меѓутоа за човек како мене претпоставувам HR-от, најдобар HR е HR кој кажува на лидерите од време на време кога треба да успарат, кога како се чувствуваат луѓето во организацијата, кога треба тој пейс да остават во помала брзина и Морам да ти споделам колку е тешко ова за HR-от. Ова е можда една од најтешките за работи. лидерот, колку е тешко за лидерот, кога он има сила да го држи тој пейс, Да, он гледа треба некое некогаш светло таму, треба на некогаш крај, да застане. Тешко е и за лидерот, тешко претпоставувам многу тешко и за HR-от. И ако се погодат лидер со HR кој ќе има добра соработка, не зборам смут соработка, меѓутоа добра соработка, во овој дел мислам дека е перфект меч. Два лидери, значи. Два добри лидери, да. Два добри лидери. Зборам за лидер и HR, зборам за CEO и HR. Меѓутоа да, два многу добри добри лидери. лидери кои Вака, многу е тешко за HR-от ова да го прави, затоа што ние се уште, како фела, се бориме да им докажеме на бизнисите дека сме бизнис ориентед. И се уште на маса искачаме, излегуваме, дури некогаш напорни сме со тоа да докажеме дека нас не е цел профит. Исто како на сите други, само ние тоа го правиме преку обезбедување добри услови за луѓето за да перформираат добро. Инаку и иста цел имаме и со овој од финансии, и со овој од производство и со овој од квалитет. Се уште обидувајќи се ние да докажеме колку сме за бизнисов тука, а треба понекогаш да им кажеме на луѓето да олабават и тоа малце е тешко за нас. Многу е тешко за нас, да. се согласувам. Меѓутоа тоа е главна. И одма не перципираат како синдикат. За мен тоа е главната улога на луѓето во HR. Дека кога го кажуваат кој е гласот на луѓето во организацијата, тоа пак можеме да го пресметаме во профит. Гласот на организацијата, на луѓето во организацијата кажува сега да успориме малце, за да можеме на многу долг крок да направиме најдобар профит за организација. Секоја перцепција на секој вработен во евра може да се присмета. Согласувам Ивана, да. Што е тоа што би ги советувал оние што сега започнуваат HR кариера? Значи, само што студент, само што завршил академија, првите неколку недели, неколку месеци на работа. Што е тоа што би ги советувал? Во моментот кога ќе завршат образование кој ги подготвува, да речеме условно за оваа кариера, да се спремат дека од сега им почнува дека се запишале на школа. Бидејќи е секојдневно учење. И е динамична професија. Ако некој бара лагодна професија, бек офис, администрација, не треба да ја бара во HR. Треба да ја бара на друго место. И динамична професија бара висока изложеност на луѓе и постојани интеракции со луѓе. Од аспект на подготовка за образование, мислам дека доволно пати споменавме фундаментални знаења, дека не смеа да ја прескокат, без оглед на тоа од каде доаѓаат, дали од постдипломски студии или од академија, се е легитимно. HR-от интердисциплинарна наука, ние сите сме дојдени од различни страни, но сите сме го
добрите HR-и го имаат надополнато своето знаење преку фундаменталните принципи на HR. А тие се во авторите што ги споменавме претходно и една цела низа други. Да не се залетуваат со не се учи HR, ниту пак се применува нешто во компанија што е прочитано на блог или видено на Инстаграм. Се утепав од читање, за пример ќе ти кажам што не треба да се прави. Пред известно време јас поврзана сум со многу луѓе што се поврзани со HR. Не знам, имам милиардници контакти на LinkedIn и на Facebook, луѓе кои што се на овој или на оној начин поврзани со менеджмент на човечки ресурси. И пред неколку месеци, недели уствари, ми се наполни фидовите во неколку дена од сите тие луѓе упорно беше шерувано и коментирано еден наслов кој го копирале сите портали, дека Германија тестира 4-дневна работна недела. 4-дневна работна недела. Со коментари за таа е напредните општества каде се стигнати. И мене ова ми покажува фундаментално незнаење. Као тоа е некој хајп сега. Измисливме 4-дневна работна недела. Мислам, тоа е тешко ми е да го објаснам ова. Многу е лесно за лаик да помисли дека е вистина дека во цела Германија ќе се воведе 4-дневна работна недела. Тоа лаик може да го мисли. И дека у сите индустрии и дека тоа ќе стане закон. By the way, лаик мисли дека 4-дневна работна недела е забранета во Македонија, бидејќи не е и може уште од утре било која компанија да ја воведе без никаков проблем. Меѓутоа, јас кога гледам една цела фела дека се пали на работи кои што се прилично лаички поставени у некој секси наслов, ме загрижува тоа. Барам од моите колеги, посочувам и на моите студенти, постојано и секаде каде што имам прилика да работам со млади луѓе, да бидат многу селективни бидејќи сите зборуваат за луѓе, сите мислат дека знаат како треба со луѓе, сите мислат дека знаат HR и маркетинг. Меѓутоа, ние се разликуваме од тоа, ние имаме структуриран пристап, носиме информирани одлуки и ги базираме нашите практики на структурирано и системско знаење. Тоа е мојата највитна препорака за сите млади колеги кои многу ги сакам, ги поддржувам сите кои ќе дојдат за совет. Меѓутоа, мојот совет не е дека е лесна оваа професија. Мора да бара малце да се испоти главата за да се стигне до добро разбирање на луѓето. Мислам дека можеме со овој совет, Нивана, да завршиме оваа епизода. Ја навистина се согласувам со ова последно што го кажа, бидејќи навистина сум среќен, ова многу често го кажам и пак сакам да го кажам, многу сум среќен дека на време во мојот живот дознав дека не сум особено талентиран или above average или надпросечен за различни за работи, туку дека единствената шанса за мене да успеам во кариерата е да учам повеќе од останатите и да работам повеќе од останатите. И евентуално после многу години, 10, 15, 20 години, тоа може да почне да функционира. Така да, Ивана, фала ти многу што беше денеска со нас. Многу ти благодарам, ми беше многу голямо задоволство.